Меморијални споменици во градот Битола. Германски воени гробишта. За време на Првата светска војна на подрачјето на Македонскиот фронт, германската војска имала околу 30.000 војници и офицери, дел од кои загинали и биле погребани на разни локации. По војната германската држава покажала интерес за собирањето на статоците од нивните војници и нивното погребување во заедничка гробница или спомен костурница, чија форма требало да се базира на култните традиции од германската историја. Според зачуваните архивски документи од мај 1930 година, германската влада побарала земјиште во Битола, наменето за меморијалната костурница на мртвите германски војници кои загинале во Битола и околината за време на Првата светска војна. Германските воени гробишта во Битола се изградени на ред на 1050 метри надморска височина во северо-западниот дел на Битола. Гробиштата се познати под различни имиња: Тотенборг, град на мртвите, германска тврдина на мртвите во Битола, германски почесен споменик во Битола, додека пак граѓаните најчесто користат термин германски гробишта. Еврејски гробишта Битола. Еврејските гробишта во Битола се наоѓаат на влезот во Битола, наспроти црквата Света Недела. Порталот на гробиштата и оградниот зид се изградени во 1929 година, со што на некој начин се заштителе гробавите кои се наоѓаат на ова место. На влезот од порталот стои текст: Јеврејско гроблје Битол, 1457-1929 година, што воедно посочува и на времето од кога постојат гробови на ова место. Еврејските гробишта во Битола се едни од најстарите познати еврејски гробишта на Балканот. Долго време се пуштени, голем број од надгробните споменици се уништени, а во минатото биле и поместени од своите места, па дури и употребувани како градежен материјал. Особено интересна била библиотеката која се наоѓала на ова место, за која за жал денес малку се знае. Предниот дел од оградата, како и влезниот портал со двете комеморативни соби од 2000 година се заштитени како културно наследство. Со оглед на тоа дека овие гробишта веќе долго време не се извршуваат погребални функции, истите имаат статус на меморијални гробишта и за нивно одржување задолжена е општина Битола. Руски крст во спомен на Александар Аркадиевич Ростковски. Александар Аркадиевич Ростковски е роден на 18.10.1860 година во Одеса, а починал на 8.8.1903 година во Битола. Бил руски конзул во Битола од 1895 до 1903 година. Неговото име често може да се сретне во македонската историографија како заштитник на обесправното македонско население. Бил близок пријател со Крсте Петков Мисирков, а една од омилените места за одмор му бил Буковскиот манастир, во близина на Битола. На 8 август 1903 година, за време на Илинденското востание, конзулот Ростковски, браќајќи се со пајтон заедно со Крсте Петков Мисирков од манастирот во село Буково, минале покрај турската стража, која стоела на влезот во Битола. Турските стражари не го поздравиле конзулот, иако тој бил парадно облечен. Незадоволен од тоа, конзулот слегол од пајтонот и протестирајќи им се обратил со погребни зборови на стражарите, а според некои извори дури и удрил еден од нив. По ова стражарот пукал и го усмртил конзулот, Александар Аркадиевич Ростковски. Неколку дена покасно бил погребан во Солун, а Руската империја жестоко реагирала на овој настан. Стражарите кои го биле осудени на смрт, а бил сменет и валијата Алириза Паша кој бил пратен во екзил во Либија. На местото каде се случило убиството постоело помало спомен обелеши до 1936 година, кога бил подигнат споменикот Руски крст. Овој споменик бил разрушен во Втората светска војна и настаните со информбирото. Новиот споменик, односно денешниот, е подигнат на 8 август 2003. Спомен соба на Мустафа Кемал Ататурк. Спомен собата посветена на Мустафа Кемал Ататурк е дел од НУ Завод и музеј Битола. Мустафа Кемал е роден во Солун во 1881 година, како дете на Али Риза Ефенди и Зубејде Хамна. Неговиот дедо, потатко Хафиз Ахмед Ефенди, по потекло било целото Коџаџик, денешна општина Центар Жупа,
каде исто така постои музеј посветен за Мустафа Кемал Ататурк. Неговата мајка по потекло била од стара турска фамилија која била населена во близина на Солун. По дипломирањето во Средното воено училиште во Солун, Мустафа Кемал се запишал на Високо воено училиште во Битола со еполета број 7348 на 13 март 1896 година го започнува своето образование во оваа установа. Во оваа зграда денес е сместен НУ Завод и музеј Битола, во чиј склоп е и спомен сабата посветена на Мустафа Кемал Ататурк. Своето образование во Битола, Мустафа Кемал го завршил како еден од најдобрите кадети во својата класа и во 1899 година се запишува на Воената академија во Истанбул. Мустафа Кемал се враќа во Битола во 1907 година, кога е назначен во третата армија со чин постар капетан. Од Битола во 1909 година е преместен во Истанбул. Како резултат на неговиот успех, тој брзо напредува во неговата воена и политичка кариера. Во 1923 година тој е избран за прв претседател на Република Турција и останува на функција до неговата смрт во 1938 година. Во 1934 година неговото име добива придавката Ататурк, односно татко на турците. Спомен сабата во музејот во Битола представува колекција од предмети и печатени материјали кои го прикажуваат животот на големиот реформатор на Турција. Она што е особено интересно е самата зграда и голем број на други објекти во Битола кои се сведоци за големината на овој град за време на Отоманската империја. Споменик на политичките затвореници во Битола за време на Втората светска војна. Споменикот на жртвите и теророт над бившите политички затвореници во битолските затвори е сместен во близина на Црн мост и реката Драгор. На местото на уредениот парк за време на Втората светска војна се наоѓал областниот централен затвор. Затворот бил отворен во јули 1942 година и во него биле затворени политички затвореници од југозападна Македонија. Од 250 затвореници, 50 биле осудени на смрт со бесење, 20 на доживотна затворска казна, а останатите со строг затвор до 20 години. На 6 септември 1942 година дел од затворениците успеале да побегнат, пошто се упатиле во различни правци, приклучувајќи се кон партизанското движење. Српски воени гробишта. Во српските воени гробишта во Битола собрани се посмртни останки на голем број војници загинати во борбите за освојување на Битола. На ова боиште загинале 3200 српски војници и офицери. Покрај нив, во овие гробишта се погребани и дел од загинатите во Првата светска војна. Српските воени гробишта се наоѓаат во јужниот дел на Битола, како продолжение на така наречените буковски православни гробишта. Во нив има подигнати и одделни надгробни споменици од метал со иста форма и големина, како и заеднички споменик на загинатите војници од 1912 до 1918 година во спомен Костурница. Во гробиштата има и 20 надгробни споменици, изработени од камен, кои ми се посветени на умрените војници по Првата светска војна, погребани во овие гробишта. По-одделно, метални надгробни обележја во гробиштата има за преку 1320 погребани војници. Француски воени гробишта. Француските воени гробишта во Битола се подигнати од страна на Франција во спомен на паднатите француски војници на Македонскиот фронт за време на Првата светска војна во Битола и околината. Француските воени гробишта во Битола се најголемиот ваков вид во Република Македонија. Идејата за нивно формирање доаѓа веднаш по Првата светска војна во Франција. Бил формиран централен комитет во Париз кој бил задолжен да го организира и спроведе собирањето на остатоците од француските војници и да воспостави локација на воени гробишта на подрачјето каде действувала француската армија. Посебна тежина имал процесот на наоѓање и идентификување на остатоците на загинатите војници, кои биле закопани на голем број различни локации. При тоа особено помогнало локалното население и прецизната француска војна документација. Во пракса собирањето на остатинките одело вака.
Прво локалното население било прашувано за локации на гробови од француски војници, пошто останките биле откопувани и идентификувани. Ископаните остатоци биле собрани во врејки, специјално импрегнирани за таа намена и сместени во одделни дрвени кутии, кои биле пренесувани на новите гробишта во североисточниот дел од Битола, веднаш до патот за Новаци. Над секој гроб бил ставен метален крст со француски триколор и основни податоци за војникот: име, број на единица, место на раѓање и кога бил убиен. Над гробовите на муслиманските војници, наместо крст, гробовите се обележени со ислямски религиозен символ. Церемонијата на официјалното отворање на гробиштата се одржа на 15 септември 1923 година како потсетник за денот и месецот кога во 1918 година на локалитетот Доброполе започна офанзивата во која силите на Антантата ја пробија линијата на Македонскиот фронт.